Почитувани сограѓани, во духот на транспарентноста, која е еден од нашите постулати за работа, еве повторно даваме отчет за сработеното во изминатиот период. Приоритет на општина Василево и понатамо е подобрувањето на условите за живот на граѓаните преку реализација на повеќе комунални и инфраструктурни проекти, привлекување нови инвестиции и изградба на терени за спорт и рекреација, речиси во сите населени места во општината. Деновиве од сопствени и средства од владата на Република Македонија асфалтиравме улица во населено место Дукатино во должина од 500 метри, за што се потрошени околу 4 милиони денари. Изграден е мост на Новомалска река во Нова Мала во висина од 2 милиони денари. За подсетување, лани асфалтирани се улици во Градашорци, во Пиперево, Добрашинци. Успеавме во соработка со Агенцијата за државни патишта да поставиме и нов асфалтен слој на патот Радичево Дукатино. Веќе нема неасфалтиран пат во општина Василево. Сите села се поврзани со функционална патна мрежа. Во изминатиот период изградивме околу 21 км фекална канализација, која треба да служи за домаќинствата во Ангелци, Градашорци и Василево и околу 2 км атмосферска во Пиперево. Домаќинствата од Ангелци и Пиперево веќе ги чувствуваат благодетите на овој проект, а ова лето правиме напори да се обезбедат средства и за поставување нов крак. Паралелно со канализационите системи интензивно работиме и на проширување и унапредување на системите за водоснабдување. Образованието секогаш е наш приоритет. Ги подобривме условите за настава скоро во сите населени места и подрачни училишта. Лани успеавме да ги реконструираме подрачните училишта во Радичево и Чанаклија, а веќе оваа година во соработка со донатори најавуваме изградба на ново училиште во Висока Мала. Кога сме кај нашите деца, само да подсетиме дека како општина успеавме да ја ставиме во функција првата детска градинка, каде околу 60 деца веќе се згрижени. Овој период бевме сведоци како жителите од населеното место Седларци се рекреираат на новото повеќе наменско игралиште во центарот на селото, кое го изградивме за релативно кус период и го предадовме во употреба. Ова игралиште е само дел од програмата со која излеговме пред граѓаните, а која постепено ја реализираме. После спортската сала во Василево, која стана спортски храм со многу случувања, изградени се и повеќе мултифункционални игралишта. Наскоро спортски терени ќе добијат и младите, односно жителите од Ангелци и Дукатино. Жителите од Василево и Градашорци оваа година би требало да добијат јавни зелени површини, односно паркови. Во Василево, на влезот во селото ќе се изгради парк со газебо од ковано железо и ротирачки панел, а во Градашорци парк налик на амфитеатар, секако и двата опремени со клупи за одмор и рекреација. Проектите се изработени, средствата обезбедени, а оваа година очекуваме и реализација. Како општина и понатаму работиме на привлекување домашни и странски инвеститори. Урбанизиравме нови зони за подигање на капацитети. Континуирано ги презентираме нашите потенцијали и поволности што ги нудиме во знакот на намалување на невработеноста. Македонската Инџија, како што го нарекуваат Василево, стана препознатлива кај сите бизнисмени. Тие овде подигнаа повеќе од 70 објекти кои функционираат, а околу 400 граѓани веќе работат. Наскоро се очекува во нашата општина да гради и грчка компанија од областа на рударството и градежништвото со околу 50 работни места и тоа кај Чанаклија. Да почне да се гради сместувачки капацитет кај Владевци, да се подигнат нови капацитети во зоните кај Василево, Градашорци и на патот кон Добрашинци, а ние постојано ќе ја подобруваме инфраструктурата.